Во соработка со општина Газибаба и Средното училиште на град Скопје 8 септември ќе почне да работи Центар за доквалификација и дообучување на кадри неопходни од електро и машинските струки, особено браварските струки кои во овој момент се дефицитарни на пазарот на трудот. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски истакна дека целта на овој центар е со благи вештини веќе обучените и веќе школуваните ученици кои се невработени да се доквалификуваат и да се стекнат со неопходно знаење и вештини. Георгиевски додаде дека по завршувањето на обуките, кандидатите ќе добијат сертификат за нивните вештини и образование, а на тој начин на пазарот на трудот ќе излезат во пресрет на бизнис заедницата, која во моментов има недостаток од овие кадри. Ова општина Газибаба го прави со цел младите по завршувањето на образованието да останат и да работат во земјава. Општина Газибаба го прави се со цел да им излезе во пресрет на бизнис заедницата, истовремено на младите луѓе кои што се без работа да останат во Република Македонија, каде што ќе им биде загарантиран делот на личниот доход, платата и сигурно иднината во општина Газибаба, со тој во Република Македонија. Од ова се поведавме, веќе и направивме анализа во изминатите година дена, каде што заедно со бизнис заедницата во општина Газибаба проценивме дека ова е неопходен чинител од проста причина што проценките покажуваат дека имаме недостаток на кадар токму во овие струки. Директорот на училиштето Кемал Асани рече дека пазарот на труд има потреба од оспособени лица, а училиштето е токму тоа што нуди таков кадар, машини и услови за да се оспособат учениците, а со Центарот за меѓуетничка толеранција имаат можност да се оспособат лица и од другите струки кои имаат афинитети и сакаат да работат. Значи има потреба пазарот на труд, како и што објасни градоначалникот, вистински од стручно оспособени лица, а нашето училиште е такво кое нуди пред се кадар, нуди машини и сите аспекти за вистински да ги оспособиме нашите ученици, а сега се отвара и можност со Центарот за возрастни кои за доживотно учење да оспособуваме лица и од другите струки кои имаат афинитети и сакат да работат, затоа што им гарантираме секој што ќе биде кај нас способен дека веднаш ќе почне и со работа. Директорот на Центарот за меѓуетничка толеранција Владо Димовски истакна дека во изминатиот период е направено истражување за потребите на бизнис заедницата, во кое стои дека во Македонија има недостаток на средношколски кадар. Од струките кои се дефицитарни во Република Македонија, ќе и вадиме кадар, односно ќе обезбедуваме кадар преку училиштето 8 септември, кој има одлични услови за работа, обуки, одлични машини и така натаму, а дел од оние кој е потребен кадар, од оние кои се невработени лица на територијата на Газибаба, кои сакаат да најдат работа во бизнис секторот на територијата на Газибаба и пошироко, ќе направиме дообуки, преквалификации и така натаму. Прва активност која ќе ја започнеме, тоа е обука на машински техничари, во мултимедијални техничари, поготово за електронските медиуми во Република Македонија, кои ќе работат и ќе ракуваат со камера, светло, монтажа и така натаму. И тие веќе на крајот од оваа учебна година, значи некаде јуни месец по завршувањето на учебната година, по завршувањето на матурата и така натаму, ќе можат директно да се вработат во медиумскиот простор во Република Македонија. Димовски додаде дека секој што ќе почне да се обучува во Центарот има и загарантирано работно место.